Почитувани гледачи, утринава со мене овде во студиото е господинот Енес Ибраим, председател на партијата за движење на турците. Добро утро, господин. Добро утро. Малку во има во медиумите со интервјуа, што значи дека ќе го искористим овој половина час малку да дознаеме повеќе и за вашата партија, но генерално за позицијата на оваа етничка заедница во нашето општество во однос на останатите етнички заедници, во однос на мнозинскиот народ, позиционирање на важни функции во државата. Значи, малку време, ама ќе се обидеме да допреме повеќе теми. Ајде ве молам на почетокот, кои се приоритетите и главните цели на партијата за движење на турците, со оглед на фактот дека има 2 или 3 партии кои што се од овој етнички состав. Најпрво благодарам за поканата. Како што кажавме, за жал нема доволно по националните медиуми. Значи нема и во институциите, веројатно. И нема ни во институциите. Сега ќе проразговарам и во институциите, и во политичката представеност на турската заедница. Затоа уште еднаш благодарам за денешната покана. Секако максимум ќе треба да разговараме и за турската заедница, за нашата политичка партија. Нашата политичка партија ќе 25 години постои по една политичка сцена. Особено се разликуваме од другите политички партии. Сме принципиелна партија, имаме своји идеи, имаме своји цели. Работиме за демократски развој, работиме за подобрување на соживотот, подобрување на меѓуетничките односи, работиме за унапредување на правата на заедниците, како и правата на човековите права. Работиме и максимумот го даваме се и се што кога е потребно за државата. Ова не се случува само последните 10 години. Турската заедница покажа лојалност 32 години, 33 години, почнувајќи од првиот референдум за независност на државата и најголем дел од турската заедница и 91 и наследните чекори беа до државата. Сите потребни активности се движеа во правец за интересите на државата. Во моментот ни интересот да станеме членка во Европска унија. И секако дека европските вредности не се битни. Ако не станеме членка на Европска унија, значи ќе нема ни демократски развој. Ако нема демократски развој, ќе нема ни унапредување на правата на помалку бројните етнички заедници, во овој случај турската заедница, и затоа овој пат ни е многу битен. Пат каде што верувам дека на следните избори ќе се најде начин и решение како да ги отпочнеме преговорите со Европската унија. Тука да не се лажеме, секако тежок процес е, европскиот пат е многу тежок пат, но во делот на економијата покажавме дека можеме тоа да го направиме, бидејќи кога дојдовме на власт 2016-17 минималната плата беше 130 евра, сега стигнавме близу 400 евра, каде што покажавме дека има напредок во тоа. Има напредок и во делот на подобрувањето на состојбата на помалку бројните етнички заедници, особено ме радува фактот што веќе меѓуетничките тензии се минато во нашата држава. Има една кохезија, има едно добар соживот меѓу граѓаните, каде што веќе не се повторуваат тие улични кавги. И него со децении се говореше за етничките односи. Сега веќе тоа не е тема, главна тема. Тоа не е тема, значи покажавме дека има капацитет оваа коалиција предводена од Социјалдемократски сојуз. Има капацитет тоа да го спроведе. И веќе ние сме меѓу традиционалните партнери на Социјалдемократски сојуз и на добро и на лошо заедно делувавме и сметам дека заедно можеме да унапредиме во областа на човековите права, во областа на демократијата, во областа на економијата, земјоделите и различни области на општеството. Сметам дека тоа го докажавме овие 7 години и затоа сметам дека и следниот период европскиот пат на државата треба да продолжи. Ако не продолжи европскиот пат, ќе нема ни економски развој. Тоа е факт. Ги гледаме државите кои не пред да станат членки во Европска унија, во каква положба биле, сега во каква положба се. Ние откако почнавме патот кон Европа, има унапредување и во економијата и во другите области, затоа овој пат не треба да се откажеме од овој пат. И треба малку и опозицијата малку порационално да размислува, бидејќи и после избори, доколку се случуваат тие уставни измени, цената за изгубеното време кој ќе не ја плати?
Гледаме дека секоја година младите одат во Европа, не одат во Русија или во другиве источни држави. Затоа имаме и позитивно искуство и ние како турска заедница. Еден период навистина се иселува доста турци од источниот дел на државата, но најголем дел се вратија. Најголем дел се вратија. Но позитивните работи ги промовираат и пред соседите, каде што и најголем дел од турската заедница се за европскиот пат, се за членување на државата во Европската унија. Над 80% можам да кажам дека турската заедница се за, иако најголем дел од турската заедница се заборавени од државата. Најголем дел од турската заедница немаат ни инфраструктура, доволна инфраструктура. Но овие 7 години се потрудивме максимум да го дадеме, особено кога и градоначалниците беа од нашата коалиција, предводена од нашата коалиција. Во најголем дел од средините ги отпочнавме проектите. Во Штипско, во Карбинци, во Јоручките села максимумот е направено, но откако ги изгубивме локалните избори на последните 2021, гледаме дека 2,5 години ништо не се инвестира во турските средини, особено во доминантното турско населени места. Ни 10 метри асфалт немаат направено, и тоа докажува дека опозицијата, предводена од ВМРО ДПМН, ги третира турците како граѓани од трета категорија. Ништо да не е направено од страна на локалните самоуправи кои се под раководство на кадрите на ВМРО ДПМН, мислам дека не е во ред. Нашата коалиција изминатиот период покажа дека има коалициски капацитет, има разбирање за потребите на помалку бројните етнички заедници, има простор за афирмирање на културата на припадниците на помалку бројните заедници. Веќе образование имаме на наставен на мајчин јазик. Туку веќе треба да разговараме за поквалитетно образование. Во изминативе 33 години често мењавање на образовниот систем не доведе до ситуација да образованието не е на посакувано квалитетно ниво. И затоа веќе, колку што зборевме изминативе 30 години образование на мајчин јазик, веќе треба да разговараме за квалитетно образование и на македонски, и на албански, и на турски, на сите заедници, бидејќи без образование, без модерно образование не можеме да одиме понапред. Секако имаме план програма за во иднинава, како би можеле да станеме членка, како би подобриле местоположбата на турската заедница, како би подобриле политичката представеност на турската заедница, како би подобриле и правичната застапеност на турската заедница во државна и јавна администрација. Така да следниве избори ќе бидат интересни и се надевам дека како изминативе избори и турската заедница максимум ќе го искористи својот глас, бидејќи во турските населени места гледаме дека излезеноста е над просекот на државата и ме радува фактот што Значи очекувањата се големи кај нив затоа. Секако дека се големи и демократскиот капацитет се развива кај турската заедница, така да ние не сме од политичка партија која секогаш би одале со победници, си имаме своји принципи, си имаме своји вредности. Често пати партиите од заедниците ги менјаваат страните, ко фудбалери што ги менјаваат клубовите, но еден период политичката елита на државата не дојде до ситуација дека помалку бројните заедници секогаш треба да се со победници. Тоа е лошо се рефлектира, бидејќи и ние имаме достоинство, и иако сме помалку бројни, и ние имаме некакви вредности и не треба да ги манипулираме заедници, односно граѓаните кои припаѓаат на различни заедници, бидејќи најголем дел од тие трансфери се одвиваат во рамки на тесно друштво, тесни партиски интереси и лични интереси. Има ли, кога веќе говорите за трансферите, може би малку влијание на исламската заедница која што ги маргинализира етничката припадност, па така што дел од турската заедница може би е поедноставно да припаѓа кон некоја посебна политичка партија, наоѓајќи таму начин дека ќе биде инкорпорирана во заедницата? Коалициите кога се прават во рамки на вредностите имаат успех. Кога не се прават коалициите во рамки на идеи, заеднички делување, се прават само за поединци или тесни партиски интереси, немаат успех.
изминатиот период ние во нашата коалиција имавме политички партии кои беа остатоци од гуревизмот. Па сега не се од нашава коалиција, се префрлени во други различни коалиции. Имаме поединци кои декларативно никогаш не биле за европски политики, никогаш не биле за членство во НАТО, дури пропагирале анти-НАТО, анти-ЕУ политики, но ги гледаме сега во листите на некакви си европски сојузи кои се залагаат за европска иднина на државата. Тука мислам конкретно за ДУИ. ДУИ во моментот направи една непринципиелна коалиција, каде што во таа коалиција има поединци кои никогаш не дале поддршка за членство во Европска унија, никогаш не дале поддршка за членство во НАТО, дуи пропагирале анти-НАТО, анти-ЕУ политики. Иако со чело на Али Ахмети, со чело на премиерот Талат Џафери, кои веруваат во европските вредности и тоа го имаат покажано на дело со нивните активности, но оваа коалиција гледам дека е непринципиелна коалиција, недоволно направена анализа, бидејќи во нивните листи има луѓе кои би биле и ризик за безбедноста на државата. И со такви луѓе и со такви кандидати, такви поединци, дуи не може да биде проевропска партија. И си го изгубија и својот пат, направејќи ја оваа коалиција, бидејќи како турска заедница, ние најголем дел од турската заедница сме за Европска унија, како што кажав и пред малку, над 80% од турската заедница се за членство во Европска унија, но не значи дека во целина сме. Имаме поединци, тоа го видовме и во процесот на референдум пред членство во НАТО, имаше финансирани портали преку различни фондации, преку сомнителни извори, каде што навистина ни беше и тежок тој пат, но најголем дел од турската заедница излего и на референдумот и си го дадоа својот глас. Господин Ибрахим, сега се говори повторно за балансерот и самите говоревте во воведот на овој наш разговор за присуството на турската заедница во институциите на системот во јавната администрација. Претпоставувам дека не сте задоволни од бројот на турци колку што треба да бидат застапени во јавната администрација и во институциите на системот. Дали се покажа дека лош или злоупотребен овој балансер? Представеноста на турската заедница во државна јавната администрација во 2016-17 беше 1,6, сега сме 2,5%. Но имаме унапредување. Но дали тие бројки се вистински? Колку се злоупотребени? И методологијата на балансерот сметам дека треба да се смени. Опозицијата пред известно време најави дека ќе го укине балансерот. Сакам да прашам, зошто го донесовте системот балансер? Балансерот е воведен во времето на владата на ВМРО-ДПМНЕ. Не е воведена во нашата влада, предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија. Така да, треба тоа да го каже. Зошто го воведовте? Треба нови методи. Балансерот изминатиот период донесе позитивни работи, но веќе треба квалитет да носи. Без разлика на етничка припадност, високо образовните, вистинските кадри треба да се дел од државната администрација. Ние гледаме дека имаме неефикасна администрација. Во сите институции, неефикасна, бидејќи најголем дел од нововработените последните 20-25 години не се соодветни. Не се соодветни, без разлика на етничка припадност. Ги имаме и македонци, ги имаме турци, ги имаме албанци, се заради политичката представеност, не заради представеноста на заедници, туку политичката представеност во државната администрација доведовме до оваа ситуација. Затоа при вработувањето во државната администрација политичките партии не треба да се мешат. Во многу држави, дури во Република Турција, вработен од државна администрација е забрането да членува во политичка партија. А кај нас, први мора да сте член во политичка партија, да бидете активни, без разлика на образование, без разлика на ништо, за да станете дел од администрација. Затоа, балансерот беше добра алатка до извесен период, но веќе треба да најдеме нови методи, нови методологии, за да подобриме и состојбата на помалку бројните етнички заедници, да ја подобриме представеноста во државната јавната администрација, но да подобриме и со квалитет.
со квалитетни кадри. Има ли во турската заедница квалитетни кадри кои што може да одговорат на ова што се го замени системот? Дали образовниот систем ги создава? Секако дека има. Изминатиот период, можда пред 30 години кадри немавме, но веќе кадри имаме. И најголем дел од позитивните кадри не ќе ни да бидат дел од државната администрација. Не ќе пошто ја гледат состојбата на администрацијата. И во последниот период веќе навистина кои имале добро образование се работат приватно. Приватниот сектор многу е унапреден, особено во делот на платите. Изминатиот период нашиве сограѓани работеа како робови за 8.000, за 9.000 денари, сега минимална плата или просечната плата стигна до 40.000 денари. Во приватниот сектор уште повисоки се платите. Но секако треба да се даде можности на образовните турски кадри да бидат дел од системот. За жал, поради политичката елита пак, немаме ни доволно простор да ги афирмираме тие кадри. Ни во медиумите, ете, ние како политичка партија, немаме доволно време и доволно место да се ги афирмираме нашите барања и очекувања, каде што и навистина немаме ни можност да ги афирмираме и тие кадри. Секогаш тоа што ќе остане за заедниците, со тоа функционираме, каде што не е ни коректно према помалку бројните етнички заедници. Кога говорите за помалку бројните етнички заедници, чувствувате ли инфериорност во однос на албанската заедница во доминацијата на создавање на некој начин на бинационална држава, дека другите остануваат инфериорни во однос на тоа? Како албанската заедница се однесува кон помалите, особено кон турската заедница? Последниве денови гледаме дека има една голема пропаганда дека сите помалку бројни заедници кои припаѓаат на исламска вероисповед дека се албанизираат. Тоа не е точно. Турците и албанците традиционално живеат многу добро. Со векови сме биле заедно, имаме мешани бракови. 21 век веќе да се зборува за албанизација или за асимилација е апсурд. 21 век секој си има на свој начин како да се заштити својата култура, својот јазик, има начини како да се ја афирмира и својата култура. Така да секој обид пред асимилација лошо се рефлектирало, односно контра се рефлектирало. Не гледам дека има такво нешто, не гледам дека има такви обиди, иако имаме прв пат случај каде што албанска политичка партија дел од заедниците ги зема во нивната коалиција, но не е тоа албанизација или асимилација и не може да е. Коалицијата е направена од паника. Затоа велам нема доволна анализа. Без разлика на оваа коалиција што е направена за изборите, говорим генерално и пред и по изборите, дали чувствувате дека се себични албанците во однос на правата? Дали може одредени други етнички заедници помали сметаат дека албанците се фронтот за зголемување на правата на помалите етнички заедници? Има еден различен пристап кон тоа. Тука е клучен елемент Охридскиот рамковен договор. Еден од столбовите на државата е Охридскиот рамков договор. Со потпишувањето на Охридскиот рамков договор, тука припаѓа и на заедниците за подобрување на состојбата на заедница. Колку е направено, тоа е дискутабилно. Се согласувам, еден период рамковниот договор не се користеше за потребите на граѓаните и го имаше изгубено и својот дух при функционирањето. Се користеше вклучително само за политички пазарања. Последните 5-6 години има и напредување и со доносењето на законот за јазици, веќе рамковниот договор скоро е заокружувано. Но пред подпишувањето и по подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, секако дека има подобрување. Но дали сме задоволни од спроведеното? Не, бидејќи со рамковниот договор сметаме дека изборниот модел треба да се смени, за да политичката представеност на заедниците да се подобри. Ако не се подобри политичката представеност на заедниците, немаме можност да ги подобриме другите потребни работи. Бидејќи во државава има традиции се од политичка моќ.
Со еден пратеник, со двајца пратеници кои припаѓа на турската заедница, не можеме ние да се да подобриме. Затоа ни треба малку и политичката представеност да се унапреди во државата. Добро, затоа е потребно промена на системот. И промена на системот. Тука, за жал, најголем дел од албанските политички партии не дават позитивно мислење. Каде гледате компромис помеѓу една изборна единица, мнозински систем, 3 изборни единици? Има различни... Или пак за гарантирани места за етничките заедници? Не сме за загарантирани места. Бидејќи и во диаспората ние имавме пратеници кои се бираа со 500.000 гласа, па тука се исто што правеа, дури блокираа собраниево. Легитимитетот на пратеникот не треба да се изгуби. Ние имаме мислење, имаме план програма во тоа. Бараме посебна изборна единица каде што ќе се надпреваруваат само заедниците, секако со прак. Бидејќи турската заедница посебна. Како што имаме во моментот 7 изборни единици, 6 плюс 1 за диаспора, уште една изборна единица, доколку цензусот стигне да се бидат представени другите заедници. Бидејќи од помалку бројните етнички заедници, турската заедница е најбројна. Околу 4% сме од вкупното население, но имаме една влашка заедница која е многу помала заедница. За да се подобри нивната представеност, затоа ќе да има некој се минимум прак, ама да не се губи достоинството и легитимитетот на пратеникот. Да се надпреваруваат заедниците меѓу себе, да не се надпреваруваат меѓу големите политички партии, но гледам дека нема интерес од поголемите партии, иако ние декларативно како коалиција сме за, имавме иницијативи, разговаравме, но секогаш мислите дека ни една изборна единица нема да го реши овој проблем? Може да го реши една изборна единица. Може една изборна единица да го реши, бидејќи околу 60.000 активни гласачи имаме, каде што најмалку 50% активно денот на изборите гласат, секако дека ќе се дуплира бројот на пратеници. Најмалку ќе се дуплира со една изборна единица, но и за една изборна единица веќе кога се разговара со прак од 5%, 7% се разговара, каде што и тоа не би било многу демократски, но една изборна без прак секако би помогнал за подобрување на представеноста на заедниците. Добро, генерално се сложуваше вашата коалицијски партнер да има една изборна единица. Сега гледаме дека и ВМРО ја преферира една изборна единица, иако претходно говореше за мнозински систем. Албанската заедница не прифаќа таа, вели 3 изборни единици. Мислите ли дека наскоро може да дојде до некаков компромис, да се најде солуција во која што по-демократски би биле представени и помалите партии и етничките партии во парламентот? Не сум многу оптимист. Не сум многу оптимист, пошто секогаш се наоѓа некој блокатор. Се наоѓа и во овој случај имаме блокада. Закон ние имавме во собрание. И во идниот состав сигурно ќе има предлог закон за промена на моделот, на изборниот модел. Но треба да се разговара веќе. Сметам дека најголем дел од кои не даваат поддршка се албанските политички партии имаат некаков си предизвик за Бадентерово гласање. Откако што е донесено Бадентеровото гласање, се е поминало едногласно. Не гледам зошто би било некаков проблем за Бадентерово гласање. Не треба ни да се плашат албанските политички партии, бидејќи кога се унапредуваат правата на албанците, автоматски треба да се унапредат и правата на другите помалку бројни заедници. И кога се носат такви закони, секогаш едногласно ги поминуваме, без разлика во кој интерес е, чиј интерес би било тоа. Секогаш би било, затоа нема потреба ни да се плашиме од Бадентерово гласање, бидејќи изминативе 22-3 години тоа покажа дека најголем дел од законите едногласно се поминати, дале поддршка и представниците во собранието кои припаѓаат на помалку бројните заедници. Не сум многу оптимист дека би можеле тоа да го направиме, бидејќи најголем дел од политичките партии или 4 најголеми политички партии, иако се договорат, сигурно ќе се најде некој блокатор што ќе го блокира тој процес. Што мислите за промената на преамбулата на уставот и внесот на бугарите и другите етнички заедници кои што требаше да се случат заради продолжување на европскиот пат на Македонија? Немаме никаков проблем. Ние живееме со сите заедници во државата. Тие што имаат проблеми, значи имаат проблеми и тие што се во уставот. Ние така ја гледаме оваа работа. Тие што не ќе да се хрватите, црногорците, бугарите,
египтяните во уставот, значи не ќе ни турците, ни власите, ни србите, ни бошнаците да се во уставот. Нема никаков проблем. Правата треба да се унапредат. Демократскиот развој на државата треба да оди напред. И апсурден е што е создаден вештачки проблем за внесувањето на бугарите и другите останати заедници во преамбулата, така да немаме ние никаков проблем. Сите заедници кои се во државата, кои традиционално живееле, кои сакаат тука да живеат, зошто да не се во преамбулата? Дали сметате дека Нема штета во тоа, нема негативно да делува нивото за државата, ниту за поголемите заедници. Освен оваа иницијатива што беше тековна за промена на уставот заради внес на бугарите, сега има и други иницијативи веќе во овој предизборие за избор на претседател во собранието, треба да се отвори. Па да се отвори уставот, предлогот на ВМРО за 90 пратеници наместо 120, па промена на членот во кој што албанскиот јазик ќе биде декларативно наведен. Дали е тоа на мала врата обид на некој начин да се отвори, да се распакува овој устав и на тој начин да се редефинира државата, да може да биде или една изборна единица, на друг принцип да се формираат политичките коалиции. Дали како очекувате како ќе се случи тоа? Секој проблем изминатите години, тоа е докажано, секој проблем што се одложува отварат поголеми проблеми. Да се опозицијата разумно да делуваше, предлогот за измена на уставот да беше прифатлив од страна на опозицијата, немаше овие работи да ги разговараме. Се во процесот на избори, секој се што може да зборува. Фускулите и мускулите можеме да ги покажеме. И ние може некои нереални барања да имаме, како турска заедница. Но не треба да бегаме од реалноста. Реалноста на Македонија е мултиетничко општество, мултиетничка држава. Така било и мора така да остане. И за тоа веќе разговараме за унапредување на правата на заедниците. Унапредување на представеноста од државната јавната администрација или политичката представеност на заедниците. Така да пред избори лесно се пропагира, лесно се прави политичка пропаганда во основ на национализмот, но тешко се прави во делот на економијата. Без економски раст, без економски развој, немаме ни Европска унија, немаме ни здраво општество. Така да треба малку на страна да го оставиме национализмот, бидејќи не сме во 2011 и 2014. Обичниот граѓанин бара подобрување на економијата. Ние покажавме изминатиот период како се менаџира со различни кризи, почнувајќи од пандемија до енергетска економска криза. Ние ако успееме да ги промовираме социјекономските политики, ќе имаме огромен успех по 8 мај. Затоа националистичките реторики треба да се минато. Не треба да се користат за политички цели и треба да сме реални. Изминатиот период бевме доста маргинализирана заедница. Дури не немаше никаде. Максимум се бориме. После 73 години прв пат турската заедница доби една институција. Доби национална установа Турски културен центар. После 73 години, пред 73-4 години е основана националната установа Турски театар, после 73-4 години национална установа Турски културен центар. Тоа е благодарение на политиките на ТКП, односно на партијата за движење на турците. И благодарение на нашата коалиција кои никогаш не ги заборави заедниците. Гледаме дека во опозиционите партии нема ни доволно капацитет да направат една ваква коалиција. Никогаш не дале можност за помалку бројните етнички заедници да бидат афирмирани. Секогаш ги користиле само за гласови. Да не се навраќаме за проектот или бомбите на Заев. Ги слушнавме тоа време како ги користеа турците или турските политички партии, зашто беа до нас, до нив и зашто сега се до нив. Така да националистичките реторики, национализмот ништо не носи ново на државата. Позитивно ништо нема да се случува со таква реторика. Треба да се обрнеме кон развојот на демократијата, кон развојот на социјекономските политики, кон развојот на другите аспекти, патот кон Европската унија да не го промашиме. И што очекувате на изборите? На изборите секако очекуваме победа. Мора да имаме една европска влада, каде што патот кон Европа ќе ни продолжи. Благодарам што бевте гости на Лутинската програма на Слободен печат и за можноста да го запознаете гледалиштето со
правата, врските на турската заедница, за можностите. И аз ви благодарам за честа. Благодарам още веднъж. Продължаваме понатаму, почитувани гледачи.